Добро вечер. Дневник на Канал Плюс телевизија. Еве кој настани го одбележа овој 8 јуни. Унгарскиот амбасадор во Македонија денес беше во посета на Виница и Кочани. Вози трезен, стигни жив е мото на кампањата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Целта е да се подигне јавната свест за одговорноста на возачите. Пролетното невреме ќе ја преполови предстојната жетва. Земјоделците во паника за големи загуби во производство на житните култури. Унгарскиот амбасадор Јожеф Бенце денес беше во посета на Виница и Кочани. Имаше средба со градоначалниците, а го посети музејот Теракота во Виница и геотермалниот систем Геотерма во Кочани. Потенцијалите на Виница за влез на нови инвестиции овој пат од Унгарија во фокусот на првата официјална средба меѓу градоначалникот Дончев и унгарскиот амбасадор Јозеф Бенце. Пред 30 дена во посета на општина Виница имаше представници од Стопанската комора на Унгарија. Има кратка средба со бизнис секторот во општина Виница и потоа средбата продолжи во општина Кочани. Таму со амбасадорот се договоривме да ја оствариме оваа средба и да ги согледаме можностите за унгарски инвестиции во Виница, исто така да оствариме поголема контакт помеѓу компаниите од општина Виница и од Република Унгарија, се со цел да можат да соработуваат меѓу себе. Унгарскиот амбасадор го запознавме со профилот на општина Виница. Бевме во детската градинка, каде што имаме во соработка со Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта еден проект за доградба на детската градинка. И еве сега овде во музеот му ги представивме нашите археолошки артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Информациите кои ги добивме од господинот градоначалник што се е направено на културен и економски план за унапредување на општина Виница, многу ме убедија во тоа дека оваа наша извонредна соработка треба да продолжи во иднина. Ниската стапка на невработеност во општина Виница е навистина импресивна, затоа што сметам дека многу градови и во Европската Унија би можеле да завидат да имаат само 8% невработеност. Заинтересираноста од страна на странските инвеститори за општина Виница исто така покажува дека има голема перспектива, што ја гледаат и странските инвеститори. Амбасадорот ги посети и дечињата во детската градинка, а директорот на градинката го информираше околу тековните проекти на оваа институција, потенцирајќи ја потребата од доградба и проширување со нови простории. Бевме импресионирани од љубезноста која ја добивме од децата и од тоа како воспитувачите се однесуваат кон децата за време на нашата посета на градинката. Во последните неколку години со Центарот за ромски едукативен фонд во Будимпешта имаме многу донации и многу е направено, но јасно се гледа дека има планови и потреба и во иднина така да се продолжи. На денешната средба која се заокружи со посета на музеот Теракота беа разгледани можностите за збратимување на општина Виница со градови од Унгарија, искуство кое веќе го практикуваат Кочани и Делчево. Унгарскиот амбасадор Јожеф Бенце ја посети и општина Кочани каде оствари средба со градоначалникот Радко Димитровски, кој го информираше за развојните потенцијали, стопанските текови и за традиционалната соработка на културен план помеѓу избратимените градови Кочани и Сиген Сент Миклош. Сакаме да ја продолжиме онаа соработка која што имаме помеѓу Кочани и Сиген Сент Миклош како збратимени градови. Сакаме да ја прошириме во делот на економската соработка, зашто посебно денеска организираме посета во делот на геотермалните води, каде што Кочани е лидер на целиот Балкан, и да го презентираме производството, односно можностите на нашиот ориз од Кочани. Ја користам оваа прилика уште еднаш да се заблагодарам на неговата екселенција за поддршката која што ја дава и на Кочани, а посебно за поддршката која што ја изрази овде во Кочани, која што ја дава Република Унгарија за приемот на Македонија во членството на Европската Унија и НАТО асоциацијата.
Nagyon örülök, hogy ismét ellátogathattam Kocsányiba. Многу ми е драго што престојувам во општината Кочани кај мојот пријател со кого во последниве години имаме воспоставен успешна соработка. Кочани е првата општина која воспостави збртимување со градот Сиген Сент Миклош. Успеавме да воспоставиме успешна соработка со десетина досега подпишани договори. Соработката меѓу овие два града успешно се остварува во повеќе области, а ќе соработуваме и на планот на средното и високото образование. Овде добив одговор на директното прашање околу интеграцијата на ромите, каде што добив информација дека во општината Кочани 5% од населението е ромско, а во Унгарија 10% има ромска популација. Реализиравме многу проекти кои се практично прифатени од Европската Унија, а се однесуваат на интеграцијата на ромите. Домаќинот и гостинот потоа го посетија геотермалниот систем Геотерма, каде амбасадорот Бенце се запозна со развојните можности нови алтернативен извор на енергија. Информациите од прва рака и сознанијата за стопанските потенцијали на Виница и Кочани, амбасадорот Бенце ќе им ги пренесе на стопанствениците во неговата земја, со цел конкретизирање на соработката помеѓу двете земји. Вози трезен, стигни жив е мото на кампањата за намалување на сообраќајните несреќи, чии причинител е алкохолот. Во организација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот има теренски акции со цел да се подигне јавната свест за сериозноста на ситуацијата, кога зад волан се седнува во алкохолизирана состојба. Вози трезен, стигни жив е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, Министерството за внатрешни работи и други здруженија, кои воедно ќе бидат формирани во тимови и ќе посетуваат кафулиња, дискотеки и други места, каде младите најчесто излегуваат и каде се конзумира алкохол. Во рамките на летниот период, во неа активно учество ќе земе сообраќајната полиција, во која ќе има зачестени контроли на улиците и проверка со алкотест. Идејата е да таму кај што се утврди дека возачот нема алкохол, ќе му се дава некоја символична, да не речем награда, едно обележие за почитување на законите и за безбедно учество во сообраќајот, додека кај оние кај што ќе се пронајде алкохол ќе бидат санкционирани согласно законските одредби. Во рамки на кампањата ќе бидат изработени голем број на сообраќајно едукативни програми. Советот за безбедност активности се предвидени во смисла на посета на кафичите, рестораните и едукација на посебно на младите, во кои ќе се едуцираат во смисла дека учеството во сообраќајот со алкохолот не одат заедно и ќе се поделат флаери во кои ќе бидат предочени опасностите. Инаку во таа смисла Советот за безбедност и од минатите години има изготвено и материјал, видеоматеријал, каде што употребата на алкохолот оставила големи последици. При овие посети, освен што ќе се поделат едукативни материјали, ќе се делат и алкотестови во зависност од резултатите, ќе биде доделуван црвен и зелен картон. Полицијата редовно ги врши контролите за алкохол. Во Македонија се казнуваат лица кај кои се констатира присуство на алкохол поголемо од 0,5 промили. За професионалните возачи не се толерира алкохол во крвта, а за останатите е 0,5 промили. Додека концентрацијата на алкохол на крвта кај европските држави е различен. Кипар е со најголема толеранција со 0,9 промили алкохол. Ирска, Малта, Луксембург се со по 8,0 промили, а најнетолерантни се Словачка, Унгарија и Чешка.
Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски денес го најавија вториот циклус од програмата за самовработување со која ќе се поддржат 960 лица. Владата ќе додели грантови со кои ќе помогне во создавањето на 400 мали компании кои ќе влијаат на раздвижувањето на македонската економија и намалување на невработеноста. Програмата за самовработување во периодот од 2007 до 2014 година основа 6775 микробизниси, односно обезбеди 6885 нови вработувања. 2070 од основачите на микробизниси се млади на возраст до 29 години, што е еден од показателите за успешноста на проектот за кој има голем интерес. Сакаме да информираме јавноста дека денес започнува вториот циклус од програмата за самовработување, односно се планира да се поддржат 400 невработени лица кои имаат своја бизнис идеја и сакаат да формираат собствен бизнис, ќе им се даде шанса да добијат неповратни средства грант во износ за секој од нив по 201.000 денари. За реализација на овој втор циклус од мерката грант за самовработување, владата обезбеди околу 84 милиони денари финансиски средства, со кои, како што кажав, ќе се помогне создавањето на 400 мали компании, кои ќе влијаат на раздвижувањето на македонската економија и намалување на невработеноста во нашата држава. Оваа програма има за цел да го поттикне предприемништвото и да поддржи креирање на почетни, односно така наречени стартап бизниси, кои ќе обезбедат одржливи вработувања не само за самите основачи, туку и за други лица кои ќе се вработат во овие почетни и одржливи бизниси. Фактот што не постои општина во земјата во која не се основале мали бизниси преку оваа програма говори дека програмата за самовработување поттикнува создавање на економски субјекти низ целата територија на Република Македонија. Оваа програма е многу популарна помеѓу невработените лица и интересот за учество во неја е навистина многу голем. Во периодот од 2007 до 2014 година вкупно 22.500 невработени се пријавиле за учество во програмата. Од нив преку 8300 лица се обучени и се стекнале со предприемачки вештини и со знаење од областа на финансии, маркетинг, продажба и деловно планирање. Од нив, како што кажав, 6775 лица успеале да го регистрираат својот бизнис и да се стекнат со грант во износ од 185.000 денари неповратни средства, обезбедени во форма на опрема и материјали и ваучер за обука за предприемништво, како и експертска помош за изработка на бизнис план во износ од 16.000 денари, односно двата износа заедно е 201.000 денари финансиска помош за секоја нова компанија и секој реализирано самовработување. Вчера се навршија 70 години од објавувањето на првиот македонски правопис. Јазикот е жива материја. Од тогаш до денес во неколку наврати правописот претрпел на дополнувања, пред се со интернационални изрази во согласност со модерното време. Јазикот е белег на еден народ и е најсилниот културен и национален идентитет на секој поединец. Вчера навршија 70 години од објавувањето на македонскиот правопис. Првиот македонски правопис е издаден и озаконет на 7 јуни 1945 година од страна на врвните јазичари Блаже Конески и Крум Тошев. Од првобитниот, излезен правопис на македонскиот литературен јазик од 1945 година, тој на неколку пати, претрпувал измени. Едната е 5 години подоцна, во 1950, другата е некаде 69-70 година, а последното издание е во 1998 година и тоа претрпело мали измени, бидејќи има неколку изданија на тој правопис. Глобализацијата наметна големо влијание на англискиот и врз македонскиот јазик, а секако овде голема улога играат и социјалните мрежи. Во секој случај, странските јазици се богатство, но мајчиниот е основата. Ние немаме соодветни зборови за да насловиме некој, да речеме, предмет, посебно од науката и техниката, и така што мора да земеме интернационализми, кои што можеби потоа со соодветни изрази ги прилагодуваме за почеста употреба во македонскиот литературен јазик. Македонскиот јазик трпи сериозен развој, но правната регулатива која е неопходна не може многу да придонесе за свеста кај луѓето, дека употребата на македонскиот литературен јазик е потврда на она што се тие самите. Македонскиот јазик треба да се негува, да
се употребува, да се почитуваат правописните правила и норми, бидејќи тие всушност го означуваат и македонскиот јазик, не само македонскиот јазик, туку и македонскиот народ. Денес македонскиот јазик е признат во светот и представува лична карта на Македонија, преку која се спознава значењето на националната свест и култура. Затоа и понатаму нека представува мотив за творење, цврста основа за градење на нови мостови на соработка и важен белег на македонската нација. По распишаната петиција во електронска форма со цел укинување на наплатата на паркинг во Штип, граѓаните и лично со свој подпис на пункт во центарот на градот деновиве до петок имаат можност да го изразат својот став против ваквата мерка за платен паркинг. Во електронската петиција стои: одлуката за наплата на паркингот во Штип беше донесена без да се консултираат експертите и граѓаните и да се понудат компаративни примери. ЈП Стадион, кој стопанисува со паркинзите, информира за приход од половина милион денари месечно во просек, од кои 80% се наменети за исплата на плати на вработените во јавното предпријатие, а останатите се враќаат во општинскиот буџет. Десет лица во Штип од денес се ангажираат во проектот Општинско корисна работа. Станува збор за 3 патронажни лица, 2 за работа во дневниот центар за деца со посебни потреби и 5 за помош на инвалидизирани лица во домашни услови. 34 лица со посебни потреби во Штип ќе користат услуги во рамки на овој проект. Од денес, по трет пат во изминативе 3 години, започна да се реализира програмата Општинско корисна работа. 34 лица евидентирани во Сојузот на Сдруженија на лица со инвалидитет од денес ке добиваат помош во своите домови од страна на 5 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување. Освен за помош на лицата со инвалидитет, ангажирани се и 2 физиотерапевти и 3 медицински сестри во патронажната служба. Значи тоа се 3 сестри медицински во патронажна служба, 2 лица физиотерапеут и професор физичко воспитување од дневниот центар за деца со посебни потреби и 5 лица работно ангажирани за лицата телесни инвалиди или лица со телесни попричинности во поддршка и помош во домашни услови. Корисниците на услугите преку програмата Општинско корисна работа очекуваат барем за краток период да им се олесни животот. Овие секојдневни активности, хигиена, мислам чистење, мислам таро, нели, тоа не е мали работи. После тоа, еве да изгледаме да почитаме тоа гравот да платиме некоја сметка, некоја фактура и така натаму. За испорачувачите на услуги, кои корисниците ги нарекуваат своји асистенти, оваа програма е од огромно значење, пред се затоа што можат да помагаат на луѓе на кои помошта им е неопходна. Најголема мотивација ми е личната, ајде да кажам, имплицираност, затоа што јас сум самохран родител на дете со посебни потреби и мислам дека најдобро лично ги познавам проблемите на било кој лице со било каков хендикеп. Па јас се надевам прво дека корисниците на услуги ќе бидат пресреќни од нашето друштво, од нашето внимание, од некоја ситна работа која што ние можеме да извршиме наместо нив. Карамфилова, Китановски и уште 4 лица во наредните 6 месеца по 4 часа дневно ќе бидат ангажирани да помагаат на лица со инвалидитет. За тоа ќе добиваат 6200 денари месечно. Оваа програма е дел од проектот на владата на Република Македонија за промовирање на одржливи вработувања 4 од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година. Програмата е финансирана од UNDP. Пролетното невреме ќе ја преполови жетвата на житарките. Земјоделците во страв дека нема да го вратат инвестираното во ова годинишната реколта. На крајот на јуни се планира жетвата на јачменот. На 10 дена пред стартот на годинашнава најзначајна активност во земјоделието, жетвата, земјоделските производители загрижени. Велат, лошите временски прилики кои беа присутни пролетва, ќе го десеткуваат родот кај пченицата и јачменот. Зимото беше лошо, има дождове, а и нема дождови, биде всу, у лоши времиња се садило и сега е многу опасна работата, што ќе биде не знаеме. Исто ли со пченица и со јачмен? Се исто. И пченица, и јачмени, и сето тоа исто е, многу е слабо. Не минава дожд, кој имаш, кој не требаше дожд, многу дожд биде. Кој не требаше, многу дожд. Ако требаше сега да бадне дожд, нема го дожд. И слабо. И пченица и јачмен? Се наред. И пченките што ги се ја, и тоа не никна. Ја имам 1 хектар и нешто, дали ќе не жнеам 15 вреки. Под вода сето скапаса. Секаде, не само моето, на секаде.
Дека амбарите годинава ќе останат празни, потврдуваат и земјоделските стручњаци. Па може да се каже дека некоја жетва ќе има, но како ќе биде таа жетвата зависи од тоа што пролета имавме многу врнежи, со што дојде до загушување практично на кореншов систем и слаб развој на растенијата. А покасно настапи сушен период, кој ден денеска може да кажем продолжува, и овие дождови кои денови паѓа во мали количини, тие немат никакво влијање врз приносот на пшеницата и јачмин. Затоа овогодишните приноси од пшеница и јачмин ќе бидат далеку помали од она што беше ланската година. Под житарици само во Штипско есенва беа посејани над 5000 хектари, ако минатата година беа добиени приноси од 2500 до 3000 килограми од хектар, годинава предвидувањата се дека тие ќе бидат преполовени. Освен тоа, она што ќе се ожнее, ќе биде со слаб квалитет и освен за исхрана на добитокот, не може да послужи за производство на брашно, тврдат стручните лица. За да се избегнат гужвите во подрачните единици на Министерството за земјоделство на крајот на јуни, докога е пролонгиран и терминот за аплицирање за субвенции, земјоделците навреме да ги обезбедат потребните документи за аплицирање. До средината на јуни трае пријавувањето на откупеното млеко во првите 4 месеци годинава. По објавувањето на веста дека рокот за аплицирање за субвенции е продолжен за уште 1 месец, земјоделците се опуштија. Ги нема повеќе гужвите пред подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево, иако се уште е голем бројот на земјоделци кои ги немаат поднесено барањата за субвенции. Од подрачната единица велат дека независно што е продолжен рокот, земјоделците треба навреме да си ја завршат обврската. Ги известуваме земјоделците дека рокот за поднесување барања за сточарско и растително производство и за другите мерки кои се предвидени во програмата за директни плаќања за 2015 година е 31. Нема да има пролонгирање на рокот, па затоа ги замолуваме сите земјоделци во предвидениот рок да дојдат да си ги пријават своите производства за директни плаќања за 2015 година. До 15 јуни е и рокот за поднесување на барање за произведено и продадено овчо, кравјо и козјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Во овој момент се поднесуваат и барања за директна поддршка за сточарите, односно за произведено и предадено во млекара, кравјо, козјо и овчо млеко. Поддршката е 3,5 денари. И тоа се за месеци јануари, февруари, март и април 2015 година. Рокот за поднесување е до 15 јуни. До сега во подрачната единица во Делчево барање за субвенции доставиле 1400 земјоделци, а минатата година бројката била 1800 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица. Првично врската за поднесување на барање за субвенции беше до крајот на мај, но поради големите гужви кои се создадоа, Министерството донесе одлука рокот за аплицирање да биде продолжен до крајот на месец јуни. Инфраструктурен зафат во штипската населба Железничка се работи за инвестиција од 700.000 денари, средства со кои ќе се изврши комплетна санација на водоводната мрежа во Долна Железничка. Јавното предпријатие ИСАР започна со реконструкција на водоводната линија во Долна Железничка. Се работи за инвестиција од околу 700.000 денари која ја покрива самото предпријатие ИСАР. Целата линија е долга некаде 900 метри. Комплетно ќе биде заменета водоводната линија. Исто така некаде 860 метри па имаме само на приклучоци на водоводот овде. Целата инвестиција чини некаде 700.000 денари. Ова инвестиција на јавното предпријатие ИСАР, а веднаш потоа локалната самоуправа ќе асфалтира улицата Долна Железничка, а ние ќе преминеме на работа на Горна Железничка и таму ќе бидат асфалтирани сите улици. Во наредната фаза е планирано да се реконструира водоводната линија на улицата Сутјеска до споја до Славчо Стојмински и на улицата Лески во населбата Баби. Сите планирани улици кои ќе се асфалтираат, јавното предпријатие ИСАР интензивно ќе работи на комплетна санација на водоводните мрежи. Два приградски воза се удрија синоќа во близина на Буенос Ајрес, при што најмалку 40 лица се повредени. Несреќата се случила на железничката станица Темперлеј на 21 километар од главниот град на Аргентина.
Според првичните податоци, едниот воз се удрил во друг. Најверојатно едниот од машиновозачите не внимавал на сигнализацијата и не запрел навремено. Белата куќа соопшти дека председателот Барак Обама и германскиот канцелар Ангела Меркел се согласиле дека економските санкции против Русија би морало да останат во сила се додека целосно не биде спроведен мировниот договор и додека Москва не почне да го почитува суверенитетот на Украина. Без животно тело на 14 годишно девојче било пронајдено закопано во дворот на незиното момче. Тој наводно ја закопал својата девојка жива откако дознал дека е бремена. Смртта на 14 годишната Чиара Пеас ја кренала цела Аргентина на нозе. Повеќе од 200.000 луѓе излегле на улиците откако лешот на девојчето бил пронајден во дворот на незиното момче, 3 дена откако било пријавено незиното исчезнување. 17-годишниот Миомир Илик од Србија призна во текот на сослушувањето дека го убил својот другар Станко Глигуровик. Очевидци за оваа трагедија нема. Обвинителството продолжува со истрагата како би се дознали сите детали околу убиството. По сослушувањето на осомничениот малолетник му е одредено мерка притвор од 1 месец. Зголемувањето на бројот на заболените и смртните случаи од инфекцијата со болеста МЕРС, кај позната и како нилска треска, како и извештаите за неколку случаи дека инфицирани корици патувале во други држави, внесе загриженост во поголем број држави на Азија. Мерки за предпазливост воведува и здравствените власти на Јапонија, каде што под лекарска контрола ќе бидат сите лица што патувале во Јужна Кореја. Викендов во Штип се одржа турнир во тенис Астибо Open 2015. На турнирот учество 0,24 надпреварувачи од Куманово, Кратово, Кочани, Штип, Неготино и Гевгелија. Во саботата се одиграа сите надпревари, додека пак вчера се одиграа полуфиналните и финалните надпревари. Во полуфиналето играа Благој Темелков од тенискиот клуб Акватен од Кочани против Драган Јованов од тенискиот клуб Астибо. Резултатот заврши во корист на Благој со 2:1 во сетови и Гоце Манев од тенискиот клуб Ас од Радовиш против Иван Рашев од тенискиот клуб Триумф, каде надпреварот заврши со 2:1 за надпреварувачот од Радовиш. Во финалниот надпревар Манев од тенискиот клуб Радовиш го совлада Благој Темелков од Кочани со резултат 2:0. Во петок и сабота тенискиот клуб Астибо организира меморијален турнир во чест на Стефан Николов, член и тенисер во тенискиот клуб Астибо. Во петок ќе се одржи детскиот тенис, каде што ќе се надпреваруваат 70 деца, а во сабота надпревар за повозрастна група, каде што се пријавени 22 надпреварувачи. Хоризонт Турново и следната година останува во првата лига благодарение на головите на Иванов и на Ташев уште во првиот дел. На неутралниот терен во Пробиштип, турновци со 2:0 во вториот меч го совладаа Гостивар и обезбедија опстанок во елитата. Христијан Иванов првиот погодок го постигна во 15-та минута, додека конечниот резултат го постави Маријан Ташев во 35-та. Со тоа Гостивар идната сезона ќе остане во второлигашкото друштво. Во бараж мечевите за втората лига веќе од подамна беа познати патниците, а тоа се Победа и Љубанци, кои одиграа 1:1 со Беласица, односно 0:3 против Велешта. Ова беа сите вести во рамките на ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.